Според информации кои никој не сака да ги потврди, вишокот капацитети во Европа во Сандерленд Nissan ќе му го отстапи на Chery. Доколку успешно завршат преговорите кои се уште се во рана фаза, корист ќе имаат и двете компании. Nissan ќе оствари комерцијална добивка, а Chery ќе биде подготвен за поагресивен настап во Европа. Не е тајна дека кинеската компанија веќе некое време бара производствени партнери на стариот континент, затоа што не сака да троши време и ресурси за изградба на своја фабрика. Тој веќе произведува во Шпанија и тоа токму во некогашните погони на Nissan, за кои се смета дека нема да бидат доволни за исполнување на плановите. Но тоа не е се. Се расширија гласини дека Stellantis покрај Leap Motor ќе му овозможи и на Honki да ги произведува своите возила во фабриката во Сарагоса. Зашто токму оваа кинеска луксузна марка не треба да изненадува. Таа е во сопственост на FAV, кој исто така има акции и во Leap Motor. Позната како историски символ на државната автомобилска индустрија во Кина, Honki, чие име во превод значи црвено знаме, има поставено амбициозни цели за Европа, чие остварување на овој начин полесно ќе го започне. За сличен чекор размислува и Гили, кој наводно веќе има разговарано и договорено со Форд да откупи дел од неговата фабрика во Валенсија. Се споменува дека во преговорите е разгледувано и тоа кинезите да произведуваат еден модел кој Форд тој би го продавал како свој. На најголемо изненадување се шпекулациите дека Volkswagen би му продал една фабрика на BYD. И тоа не било која, туку стаклената во Дрезден, која важеше за символ на техничкиот напредок на германскиот производител. BYD веќе има фабрика во Унгарија, гради втора во Турција и ги разгледува опциите за трета, така што реално не му треба баш оваа фабрика, но ако ја купи, ќе и удри врела шлаканица на европската автомобилска индустрија. Како и да е, едно е јасно, списокот фабрики кои ќе преминат во кинески раце нема да заврши тука.